Аз имам аплицирано за да се представя. Ванчо Илиевски, собственик и управител на фирма Витекс. Може по-гласно? Ванчо Илиевски, собственик и управител на фирма Витекс от Делчев. Имам аплицирано за ИПА програмата за фотоволтаична централа. Бев одбиен на база на тоа што прво, додека ги собирав документите, много големи бариери се наидува кај нас во општина Делчев. Значи катастрофална документација, посебно од урбанистичкиот оддел на општина Делчев. Тука наидував на 300 големи проблеми, ми се бара тоа што не треба да ми се бара. Кога го носам службен вестник, дека тоа не се бара, наидувам на отпор. Значи, кој си ти, нас да не учиш, ние си знаеме, или ти не можеш да ни кажеш за нас. Значи, страшна бариера. Поминав преку тие проблематики, кај нас во општина Делчев исто е проблем да извидиш едно уверение за платени даноци. Се оди, барањето оди во Штип, од Штип се враќа, пошта, оди до таму, пошта се враќа, страшна работа. Зашто ни е тој УЈП оделението во Делчев? Друго, централен регистар. Имаме тука служба за централен регистар, имаме страшни проблеми. Бонитетот се прави во Кочани. Дури оди, дури се враќа, пошта, таму, ваму, исто големи проблеми. Кај програмата за ИПАР беше проблем таму, како вие сега што рековте, има одреден број на вработени, доколку може да бидат вработени, кој може да аплицира, не може да аплицира и таму. Наидов на проблематиката, пошто имаме повеќе од 50 вработени, мораше за повеќе од 50 вработени не се даваше ИПАР програмата за фотоволтаици. Мораше да делот, кровот го префрам на друга фирма под наем. Мораше да формирам нова фирма. Умеѓувремено има поднесено за елаборат за животна средина и решение за животна средина. Има издадено решение на првата матична фирма. Кога поднесов за регистрација, регистрирав нова фирма, го поднесов за Министерство за екологија елаборат за животна средина, тамо исто каснеше документот повеќе од 3 месеци. Ги поднесов документите, меѓутоа ми дадоа рок дополнително за 8 дена да ги доставам потребните документи, тамо наидов на проглед, каснеше решението и елаборатот. И на крајот ме одбие. Дека на база на тоа сум казал... Сега малку ја слушам дискусија со... Значи, сакам да кажам, дека огромни бариери се наидува кај нас, наша државна администрација. Воопшто не служи на народ и не служи на фирмите да ги услужуваат како што треба. Значи, страшни временски периоди се губи, страшни одења, доаѓања, губење на време, дојде утре, следниот пат и така. Добро, вие запрашал зошто сте одбиени. Имате решението зошто сте одбиени. Вие се на база не на време доставили елаборатот за животна средина. Некомплетни сте, така? Некомплетни. Како некомплетни? Сакам да кажа дека истиот објект има веќе елаборат за животна средина. Зашто не се обажува? Тој гласи на матичната фирма. Значи се работи за исти објект, се работи за исто, се исто... Немам податок сега, мислам дека неколку проекти се одобрени во Делчево од ИПАР програмата. Значи имаме и позитивни примери. Да не одиме веднаш со негативниот пример. Ја имам уште едно прашање. Значи, ако пример се поднесе... Ако имате водност на јавниот повик, прашање поведнаш. Уште едно прашање. Значи, ако во програмата, во поднесувањето на документи се напишат одредени машини или одредени предмети, со тек на времето, додека се одобри ИПАР, додека се одобрат документите, и дојде до реализација. Дали, ако некоја машина или одреден предмет не може во тоа време да се набави, значи треба се дали може да се замени со друга? Значи во опасното за корисници што е пред вас, може да погледнете, има образец на договор. Не знам кој прилог е, сега ќе го најдеме. Прилог на темплейт. Прилог 7 страна 50. Тоа ви е договор. Доколку ви помине проектот на платежна агенција, се одобри, треба да го подпишете овој договор. Уште во фаза пред да аплицирате треба да знаеме
Што се нашите обврски од платежна агенција. Тука во некој член од договорот знам, постои можност на анексирање на договор. Тоа значи дека агенцијата ви одобрила да набавите тој тип на опрема во фаза на апликација што сте го побарале со понудител. Таа ви е одобрила. Доколку во меѓувреме до реализација има промена, не се произведува тој тип на опрема, во тој случај имате право да побарате анексирање на договор. Не да ја набавите опремата без да знае агенцијата, туку да побарате и да го остварите вашето право за анексирање на договор. Тоа значи да го промените договорот во делот на тоа што не се произведува. Меѓутоа агенција нема туку така да ви одобри анекс, ќе побара некои документи од вас. А тоа се ви го пишува во договорот. Ќе побара од документи дека таа опрема веќе не се произведува. Вашиот добавувач што бил претходно треба да ви достави документ дека тој тип на опрема не се произведува. И во тој случај агенцијата ќе ви одобри со анекс и ќе ви каже може да ја набавите тој тип на опрема што сте го подошли со новите понуди. Меѓутоа во некој случај повисока да биде цената од претходната. Може да биде иста или пониска.